Ја тепал зашто му пречело што посегнала по играчките на креветот. Јавното обвинителство Скопје покрена обвинение за таткото кој ја удираше и се закануваше дека ќе убие својата 4-годишна ќерка. Обвинителството го гони за кривично дело телесна повреда, а бара и продолжување на мерката притвор заради опасност од бегство и повторување на делото. За ова дело кривичниот законник предвидува казна затвор од 6 месеци до 3 години. Додека мајката приготвувала јадење, а оштетеното дете си играло со незините сестри, во еден момент се качило на креветот во дневната соба за да ги земе играчките. На тоа обвинетиот се вознемирил и започнал да му се обраќа на детето со груби навреди. Потоа започнал да манифестира и физички насилно однесување кон оштетеното дете, удирајќи ја ќерката со шлаканици по лицето. 4-годишната ќерка и претходно завршувала со мудринки и набиеници. Преку социјалните мрежи тврдеше мајката, која објави вознемирувачко видео од последниот инцидент и фотографии од претепаната ќерка. Јавноста е згрозена од насилството, а психолозите се погласно алармираат за последиците врз психофизичкото здравје на децата жртви на семејно насилство. Вакви трауми врзани за насилство знаат да бидат исклучително тешки и некогаш да бара многу долг период процес да се работи на нив и не секогаш се надминуваат во целост. Така да секогаш се прави индивидуална проценка и секако траумите знаат да влијаат на тој начин на кој што потоа можат и во текот на животот да попрачуваат многу други процеси кои што треба да бидат нормални. Алармантни се и статистиките на МВР. Минатата година 407 деца биле жртви на семејно насилство. Ова кривично дело минатата година го извршиле 667 сторители. Најголем број биле мажи, 614, а имало и 66 жени кои нанеле телесна повреда. Најмногу го правеле кога биле во растројство, помал дел под дејство на алкохол, а имало и такви кои повредиле некого кога конзумирале дрога. Алармантен е и бројот на жртви кој во 2024 година бил 695. Најпогодени биле жените, а голема е и статистиката на мажи кои претрпеле семејно насилство.